Теја Барбашка, ученичка во гимназија Славчо Стојменски Штип, 4-та година. Добра вечер, дами и господа. Вечерва ја слушам тишината што одекнува во мракот. Болката распламнета како пожарен виор која беснее во паркот. А јас вечерва ќе се претворам во рис и ќе врескам, да ме слушнете сите. За оттивки борци да ве претворам во бунтовна армија кој може да сопрат насилство врз една жена. И не, јас нема да бидам тивок борец кој може да убие една жена, а нема да бидеш ниту ти. Затоа што поголема болка од болката на повредена и уништена жена нема. Зошто, бре народе мој, зошто да читаме црни хроники посветени на повредени и убиени жени? Зошто? Зарем ние сме немокни пред нездравите умови, пред психолошките нарушувања и алкохолизмот, пред машките навики кои го срамат светот? Потоа да излегуваме на марш за женски права. Нелогичностите мора да се решаваат сега и веднаш. Залудно е да маршираме тогаш кога една жена ќе биде убиена. Затоа што сакала, затоа што верувала, затоа што била мајка. Со десетици слоеви пудра тие заминуваат на работа, а таму, што можат да соберат кутрите таму, освен да си го стегаат срцето, се дур не пукне, ко некоја си бомба останата од далечна војна. Љубовта, драги мои, верувајте, таа не остава модрикин по телото, не копа живи рани во срцето. Хајде да ви раскажам неколку приказни. Па и така вие сте научени да слушате приказни. Едни од женските приказни започнуваат со партнер алкохоличар, кој за својата жена и ќерка дома само еден муабет има да каже. Па сите на светот вредат, само неговите дома не. И да, безвредни се, затоа што му се подчинети секогаш кога ќе се врати дома пијан. Sa друга ќе видиш снимена сторија, трпела ради синот, останала во блажена и со втора, а тој, мажјакот, бремена ја теглел по подот, гаснел од пушоци од нејзиниот стомак. И како да не е доволно, и ставил нож под грло и се заканил дека не смее да каже никому. А најболните приказни завршуваат и со точка напишана од нејзината крв. А жените пак, тие Божи ангели, знаете ли како ме лажат? Ке се промени, велат, ке биде подобро, ке помине. Но гледам, не поминува. Секој нивен вик е мој длабок удар, секоја нивна солза гласен сведок за изгубен живот, за потрошена надеж. А мажите пак, тие не напаѓаат само жена. Тие напаѓаат народ, род, општество и нација. А ве напаѓаат и вас, мажите. Затоа што од тој насилник утре ќе се роди нов насилник кој ќе ја уништи вашата ќерка. Не сакате, нели? Затоа денес испраќам гласна порака не за феминизам и женски права, туку за семејно насилство, кое впрочем не е само физички удар. Тоа е секој момент во кој жената ќе се почувствува дека не вреди, дека нема надеж, дека нема кој да ја слушне. Но надеж секогаш има. Жените не се родени да бидат жртви, а секоја жена жртва треба да знае дека е херој. Не само за себе, за своите деца и својот народ. Па секоја жена е столб, а столбот жена, бидејќи поцврсто битие од неа на овој свет нема. И затоа, во овие 5 минути, изразивме огромна почит и подршка на 1146 жени кои во моментот во Македонија се жртви на семејно насилство. Ве молам да ги поддржиме во нивната борба со еден огромен аплауз.